Могила треба да ја доврши иницијативата од пред неколку години за прогласување на слободна ГМО зона, која не е формално дозавршена, со цел да ја забрзаат постапката, како и да ја презентираат пред граѓаните што ќе значи тоа. Денес Дом организираше трибина во Могила, како Зелена партија се залагале што повеќе општини да бидат прогласени за вакви зони. Веруваме дека на таков начин храната произведена од една таква општина што е ГМО слободна зона ќе добие на квалитет, но ќе добие и на цена и на можност за пласман на пазарите и во земјата и надвор од неа. Тоа е впрочем пракса и во други европски држави, каде што од локално ниво одат иницијативите за прогласување на зони ослободени од ГМО. Една Австрија и Грција се целосно прогласени, сите општини во нив 100% го направиле тоа. Една Италија има 80% покриеност со ГМО слободни зони, други држави помалку. Тоа е начин како да може да се дојде поблиску до пазарите и како да се дојде до, се разбира, пред се до поздрава храна. Што значи прогласувањето на слободна зона од ГМО? Она што викаме одредена територија заштитена со прописи и закон, забраните за одгледување, расширување и употреба на секакви ГМО репродуктивни материјали, значи семиња, садници, производство во земјоделството, а од друга страна и употреба на готови ГМО материи за исхрана на стоката, сточна храна, употреба на како храна за луѓето и употреба во сврхи на туризм. До крајот на годината општина Могила ќе стане ГМО слободна зона, вели градоначалникот на Могила. Значи Могила е срцето на Белогодина, каде што викаме човек земјата раѓа и мора да произведуваме здрава органска храна за и самите значи производители се вклучат, тие бара значи на производството на органска храна да бидат помногубрени и да се здружат, да имаме препознатлива општина Могила како производител на органска храна на ниво на држава. Во општина Могила значи производителите веќе имаат почнато со сертификати за производство на органска храна. Јас веќе препознавам едно 5-16 луѓе кои што имаат сертификати за почеток на органска храна и тие луѓе треба да се надградуваат, значи им треба едукација на тие луѓе и мислам дека со поддршка токму на вакви трибини ќе бидат подетално запознани и останатите. Во Македонија има и други општини кои се прогласени за слободни ГМО зони, но само во Могила не е дозавршена иницијативата.